Конечно, водата во Гостивар е исчистена од фекално загадување и сега може да се користи како техничка вода, но не и за пиење и подготовка на храна. Ова го соопшти управувачкиот комитет за управување со кризи. Емилија Аневска од јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје изјави дека земени се 6 примероци од потрошувачи во Гостивар и дека 3 последователни дена не биле евидентирани колиформни бактерии. Сепак мониторингот ќе продолжи се додека не се потврди дека водата е безбедна и за пиење. Водата исто може да се употребува за техничка употреба, но секако граѓаните да не ја користат за пиење и за готвење. Во следните денови ќе го зголемиме бројот на мерни места во општина Гостивар и ќе го правиме оној основен преглед согласно правилникот за вода за пиење, со што со континуиран мониторинг ќе можеме да потврдиме дека водата во следните денови ќе може да биде и за пиење. Министрот за внатрешни работи Панче Тошковски упати апел до директорите на јавните предпријатија и до сите лица кои директно или индиректно се поврзани со контролата на квалитетот на водата да постапуваат со највисоко ниво на одговорност. Тој истакна дека здравјето и безбедноста на граѓаните мора да бидат приоритет и дека секој надлежен е должен да ги исполнува своите законски обврски, особено кога станува збор за обезбедување безбедна вода за пиење. Дупатаме на порака во иднина до сите одговорни во рамки на општините на територија на Македонија. Се надевам дека ова ќе биде за памет и еднаш за секогаш понатаму ќе постапуваат максимално професионално и во рамки на нивните законски утврдени надлежности во делот на контрола на квалитетот на водата, заради тоа што со здравјето на граѓаните и со безбедноста на граѓаните играње нема и треба максимално професионално и сериозно да се свати секоја една одговорност, особено одговорноста поврзана со водата за дали техничка вода за користење или пак вода за пиење. И од општина Гостивар соопштија дека водата од водоводната мрежа веќе може да се користи за техничка употреба. Од општината посочија дека благодарение на ангажманот на локалните и централните институции, како и на сите вклучени страни, се преземаат неопходните мерки за санирање на состојбата.